Првото зелено знаме во средните училишта во регионот го донесе средното медицинско од Штип. Во конкуренција од 150 училишта и градинки, СОУ Јане Сандански е едно од 4 во државата кои се прогласени за еколошки. Ова процес кај нас траеше повеќе години, значи 2-3 години работевме. Мене ми мило што сме по стандардите негде во ретките училишта во Македонија кои овој стандард го имат исполнето. Но за да се добие зелено знаме, потребно е исполнување на стандарди, што подразбира организација и реализација на многу проекти и еколошки активности. Промена на светилките за заштита на електрична енергија, замена за штедливи светилки, рециклирање на пластични шишиња, рециклирање на отпадна хартија, уредување на училишниот двор, значи и формиравме камена градина со цел да се заштеди техничката вода за наводнување на училишниот двор. Овие 2 годишни активности подразбираат целосна посветеност на училишниот персонал и на учениците. Во еколошките акции учествуваме на тој начин што собиравме шишиња со цел да ја зачуваме природата, а исто така да го спречиме загадувањето. Многу сме среќни што нашиот труд сега резултира и го добивме зеленото знаме. Сепак, што добивањето на знамето значи за ово училиште? Тоа е за нас една мотивација, значи да продолжиме понатаму, да со еколошките активности, еколошките акции, ние во тек ни се веќе низа на проекти и акции кои што планираме да ги реализираме во период кој што следува. Инаку, одлуката за доделување на зелено знаме ја донесуваат представници од Министерството за образование, Државниот инспекторат и Швајцарската агенција за развој и соработка. Со добиеното знаме, СОУ Јане Сандански ќе има право да аплицира за финансиска поддршка за реализација на еколошки проекти.